ова повеќе не се издржува. Имавме разбирање за се. Цела година преживуваме како знаеме и умееме. Ниту ни дозволуваат да работиме, ниту пак имаме некаква помош од државата. Вака ја раскажуваат својата мака дел од стотината прилепски музичари кои веќе цела година се заборавени од државата. Исправени пред застрашувачката неизвестна иднина, тие јавно го кренаа својот глас, барајки од властите и ним да им излезат во пресред, односно и за нив да донесат соодветни протоколи за работа. Во спротивно се закануваат со блокади на Плетвар. Останати сме без работа една година, никој за нас ништо не се секира, значи без политички замнини си бараме само ако може да заработуваме за екзистенција на нашите фамилии, ништо повеќе. Многу тешко се снајдуваме и уште. Мислам дека и потешко уште иди. Мислам дека бевме многу пати изманипулирани од другиве музички здруженија. Некои музичари добијаја некоја помош од пакет, некој од владата. Мислам во Прилеп дека максимум 10 души што ја добијаја таа помош. Сега кај нас настана и револт кој ја прави таа селекција. Значи некој од Скопје, од некое здружение, музичко да го речам, и тој треба да одбери кој ќе земи пари. Овие луѓе тврдат дека биле соочени со големи, неосновани притисоци од јавноста, која ги обвинувала дека биле навикнати на лесна, а голема заработувачка и дека сега, во време на пандемија, кога особено во Прилеп, бројот на заразени е застрашувачки висок, не се труделе да си најдат алтернативни, побезбедни извори на приход, односно да побараат некакво вработување, наместо да инсистираат на тоа да започнат со свирките. Покушав да барам работа и на огласи и на вработување МК, али навистина е минимално одзивот некој да ме побара за интервју или ако имаш некој што ти е пријател или некаде некој да те препорача. Исто можам да кажам дека стварно е доста лоша работата што до 29 години пола државата плаќа придонеси, а на 29 години треба газдата фул придонеси. Ретко кој од газдите се нафаќаат да ти плаќат фул придонеси, притом секој ти бара искуство, а ние тоа искуство го немаме, зашто сме биле во некоја друга бранша. И двајцата наши соговорници единствени се во ставот дека се чувствуваат дискриминирани во однос на другите категории граѓани во земјава. Велат дека не бараат милостина од државата, туку само еднаков третман со сите. Истовремено, отфрлаат и било каква политичка инструираност од било кого, бидејќи, како што појаснуваат, се работело за нивната лична и екзистенцијата на нивните семејства. Министерот Филипче пак, одговарајќи на новинарско прашање, кажа дека луѓето од оваа бранша требало да имаат разбирање за актуелната состојба и дека засега не требало да се надеваат на било какви олабавување на рестрикциите, што би подразбирало враќање на музичарите на работа.